Како? Здраво на сите и добре дојавте во моето ново видео. Повторно Squid Game. Знам дека може би на некои вас и веќе ви издосали со Squid Game, ама денес го правиме најинтересното видео Squid Game, каде што ќе го правиме колачето од една од игрите во Squid Game, што е многу познато. Ова поише си го правам од мера гради себе да го пробам и реков кога више сакам да го пробам, зашто не го направам во видео. Така да еве денес ќе пробуваме, не знам дали ќе успеам да го направам тоа, би требало да е многу лесно. Ама затоа, не знам, одиме да пробаме како се прави тоа колаче. Ставите лайк на ова видео на почеток, субскрајб на каналот и одиме со видеото. Океј, значи намирниците што ни требаат се буквално само две. Шекер и прашок за пeciво. Колку треба да ставам? Чекај, прво треба вајде ова да го уполам, на што да го ставам од 3 до 5? Од 1 до 5? 5. Ти кажи ме колку шекер, ја не знам колку шекер. Значи се куваме шекер, кажи доста. Кажи стоп. Ја тоа што сватив многу битно мешањето, така да ова треба да го мешаме цело време. Ама сега не знам колку време ќе треба да помине за ова да стане онакво кашесто. И кога ќе почне да станува, тоа што му го сипам ова. Стане така се прави. И после ќе пробаме да видиме дали ние би го преживеале тој предизвик во Squid Game. Ако воопшто не успее колачето, не, иначе ништо. И еве го се растопува баш како што ни треба. Само треба уште и мислам дека цело време треба мешаме за не загори чудово. Само некако многу ми е голема тавава и многу ми бега ова. Али ова ни треба, не знам кога треба го ставам паудерот до. Бре, домаќин бре, cooking channel, cooking show, све сум бре. Ајде, топи се целото, топи се. Знаеш дека не се седи и готви. Па кој тоа го измислил? Сите. Да не се седи и готви, бре, можам и да лежам што се мене тича. Види го, мислам дека сега треба да го направиме тоа. Да го ставам паудерот. Ја мислам да сипеме сега прашок за пeciво. Да, само не знам колку, кажи ми стоп. Многу е? Да. Еве да добија таа бојата. Еве околачето вакво име на сите оваа боја е. Само дали ќе успее ова се сипе човек. Ова е тест колаче. Ајде, одиме да го сипеме. Дали ќе сака да сипуваме тука. Некога мало, не можам да го донесам целото. Па може би е доволно. Само како да стане повеќе круг. Формите со кои располагаме се едното е ова, другото е елкава и другото е срцево. Со кое да почнеме? Ова дека малце ми личи на чадор. Големо е. Па срцето. Многу е жешко. Како? Long story short. Ова е мојот прв обид за колаче. Одиме со вториот обид, го правиме исто така како и тогаш, само сега ќе ставам повеќе шекер, ќе ставам валјда толку шекер, може би ова ќе биде доволно за чадорот. Се враќаме за некои 5 минути кога ова ќе догори. Океј, почна ова да го загрева пак. Ова мислам дека дури поише му требаше како 10 минути, или добро ја правам на решот, значи гледате на шо правам. Може би на вашите шпорити дома доколку пробувате ќе биде побрзо од тоа. Ајде овој пат да не се зафркне, да успее овој пат, плиз. Значи мешаме, некако многу грудки е, целото е грудки, зашто е вакво? Како да не биде грудки? Ги мразам cooking видеа, ама затоа се толку ретки. Да не беше Squid Games, немаше да добиете никакво cooking видео. Меше, мала сваку ноќ до зоре. Еј, ова е супер. Ај сега го донесаме паудерот. Кажи стоп. Стоп. Ајде, стоп. Кажи стоп, а ја ќе одлучам уште колку. Ајде ова да го биде, ова треба да го биде. Види колку е добро. А многу е течно. Али ваljda треба да е точно. Ова личи ветувачки кога ќе го биде. Значи ако сакате вас да ви направам колачиња, значи цена инбокс. Види колку е добро, види. Ајде сега со тек. Посакајте ни среќа сега. Да падне да биде круг. Значи се молиме за крупче некое. Океј, мислам дека доволно друго него не става. Дали сега да оди чадорчево на ова. Океј, ова изгледа ветувачка, само дали ќе се извади.
О! Let's go, значи, железни барајте. Немој како мене да правите грешка, ова е пластика. Преска што не успеа, значи железни. Иначе многу вкусно. Од ова што гутнавме преска, го јадам додека ова се стврдне, но е добро. Не е вкусно, мислам дека да точно го правил, не за вас волку. Океј, ево колачето не е истото, ама се случи да се скрши и одиме со ново, односно трето колаче. Го ставам тука и сега ќе правам челенџот кај ми ја тира пак иглата, еве иглата. Имам многу малечка игла што не знам ни дали ќе можете да ја видите, ама ставам тука тајмерот на играта, не калкулатор уклучив. Калкулатор уклучив наместо стопвач. Уклучувам тајмер, кај нив беше од 10 минути. Така да јас имам 10 минути точно да си го одвојам ова без да го скршам чадорчето. Идеме на 3, 2, 1, сега. Се уште сум жив, се скрши ова. Така да, може би ќе биде ова лесно, ако така само се крши, ова ќе биде зафркнато. Сега ми е страв. Зависи од тоа живота да ми зависи. Страв ми е да стискам било каде. После ова пукање. Океј. Мислам дека горниот дел ќе биде многу полесен, ама долниот и ова ми е страв да го направам. Ти молам не пукај. А шо ако... Што каз ја ми го лишам и се отвој само? Сакам да пробам да... Тоа успеа! Сакам ова... Океј. Ни оди добро, уште долниот дел, ама тоа е многу потежок. Имам уште 7 минути. Како? Ја мислам да не се или ништо. Не е многу страв. Чекај, дали можам прво овој дел пример да го тргнам? Што е толку голема... Пуф! Не! Тоа значи дека јас не би го преживел Squid Game. Не е фер. Толку се надевам и толку мислам дека ќе успеам да го издвојам човек. Тоа што е за ова видео, јас очигледно не сум за Squid Game и се надевам дека никогаш нема да имам шанса да учествувам, затоа што очигледно не ме бива и нема да преживеам и да излезам жив од таму. Кажете ми во коментари дали и вие го имате пробано ова или можеби ќе го пробате откако ви кажав јас како се прави и пишете ми во коментари дали вие преживеавте и дали успеавте. И што форма беше вашата, затоа што моето беше врвот на чадорот. Тоа е тоа за ова видео. Ако ви се допадна, ставете лајк и не заборавајте да се субскрајбите на мојот канал. А ние се гледаме во следното видео. Чао!